она што следува веќе повестите во 7:30, знаете, првиот разговор за ова утро, нашите гости и нашата Слободанка се веќе на своите места во другиот агол од студиото. Добро ви утро, Стефан и Лепа. Добро утро. Со вас се познаваме кога бевме на линк кај вас во вашето здружение. Честитки до сето она што го освои Стефан во Торино. Ви благодарам. И господјата Билјана Челик, председател на Здруженијето Хуманитарно-културен Феникс. Слободанче, добро утро до тебе и до твоите гости. Ке ве следам јас, а верувам и гледачите со нетрпение. Да, секако добро утро. Причината што ова утро сме тука сега сите заедно, 21 март, се одбележа денот на дечињата, овие златни дечиња полни со љубов, едни прекрасни ангели. 21 март е за децата токму со Даунов синдром. Стефан, јас ке ми извинат овие прекрасни две дами. Ке ти кажам прво добро утро на тебе и добре ни дојде во нашето студио, поточно во нашата утринска програма и добро утро на сите наши гледачи. Како си? Добро. Драго ми е што си добро и многу ми е важно да се чувствуваш убаво во нашето студио. Да. Убаво ти е. Тоа е прекрасно, се слушаме, воопшто тоа да не ти е грижа. Имаме тука медали. Ти си ги донесе од дома и мама што вели, леле сите ги зел. Па со нормално дека сите ќе ги земеме за да се пофалиме за нашите успеси. Денешниот и наш наслов на утринската програма и децата со Даунов синдром се успешни во остварување на своите соништа. Дали ги остваруваме соништата, Стефан? Да. Во што најмногу уживаш? Што ти исполнува? Спортот, но исто така и танцувањето. Да. Ке ми кажеш ли за овие медали каде ги добивме? Ова е Асе. Што вежбаш со Асе? Така. Кате. Добро, карате. Да. Ова кате. Што вежбаш со Кате? Ова Танц. цан. Танц, браво. Да. Браво, Стефан. И многу други награди кои што го покажуваат твојот успех и твојата желба во животот да се занимаваш со она што ти го сакаш и си го носиш во срцето. Или твојата мама ќе ни каже нешто повеќе токму околу ова. Колку Стефан, како е да се биде прво мајка на Стефан, ќе ве прашам на секако, но и овие успеси кои што ги гледаме, па не може и да кажам останатите да ги добијат медали, затоа поздрав и секоја чест. Еве уште еднаш добро утро од мене до сите овде во студиото и сите гледачи на Алфа телевизија. Па да се биде мајка и родител на вакво дете, на почетокот не беше лесно, нели? Верувам, сте имале предизвици. Така, да, големи предизвици и додека се снајдеш, после веќе си го фативме редот што се вели и тргнавме, нели, со Стефан по настани, спортски активности, нема каде што не е однесен Стефан. Овде овие медали се само дел од не знам колку ги има, 50-тина, можда и повеќе медали, кои што учествувал на сите тие надпревари, каде што постигнал врвни резултати. Да. Најголемите успеси на Стефан му се во пливање, преку специјална Олимпијада Македонија. Една благодарност еве и до нив што овозможува на овие деца да можат да се докажат во својот талент, нели? Меѓутоа, тоа не дојде тек така дека ние почнавме и одма добивме, нели, врвни резултати. Тоа е макотрпна работа, тренинзи, не се секојдневни, меѓутоа по 2 пати 3 во неделата, па кога имаат надпревари, тие се и почести и така. Еве ги гледаме фотографиите, да, Стефан? За убави сме, како беше слоганот, свои сме, убави сме. Да, убави сме. Настан. Ова е тренерот Игор. Да. Браво. Браво, Стефан, за тебе и за сите твои. Ова е тренерот Игор, кој што минатат 2022 во Берлин освоија сребро со Стефан во пливање. Браво. Инаку Стефан учествувал на 3 олимпијади до сега во да каже, сака да каже, да, тоа му е тренерот по карате.
ова ни е нашата сака на биле во нашето здружение Трисомија 21, која што многу ги почитува и ги сака децата и секогаш почесто ни е наш драг гостин нели на тие настани. Да, секогаш има преубави и прекрасни зборови за нив и вака кога низ разговор сме имале можност да ги споменеме, биле така. Ке ти отстапиме време, не се грижи. Тука си, да. Така, ова е од сегашната зимска олимпијада што се одржи во Италија Торино 2025, каде Стефан настапи во соло машка конкуренција а ова е во град Систо танцот 2021 мислам дека беше, каде што оствоија во формација второ место од над 100 учесници. Стефан како манекен, значи нема кај што не може да учествува. Да, прекрасно, прекрасен се. Стефан, браво за Стефан. Знаете ли колку ова утро ми го разубавивте? Драго ми е ако е така. Да, тоа што ни се случи, меѓутоа нека ни се живи, здрави сега сите наши дечиња да ги чува Бог, што се вели. Што ние дојдовме до овој степен за Стефан да секако верувам како мајка, да. На такви резултати. Значи, Стефан учесник е на 3 олимпијади, летни олимпијади на специјална олимпијада. Првата беше во Лос Анџелес, значи, каде што освои сребро и бронза во пливање, па после дојде... Па освен во Америка, секаде, мада не сме заедно, тие си се посебно, си одат порано, на тие олимпијади одат порано, се запознаваат меѓу себе. Да. На 14 годишна 15 возраст беше во Америка веќе 3 недели сам без нас. Значи, многу е самостален и нема проблем од таа страна. И третата олимпијада беше во Берлин, значи предминатата година, каде што освои сребро, а во Дубај освои злато. Браво. Јас како што кажав, ова толку многу ме изненадува со неговите успеси и колку труд тој вложува. Стварно макотрпен труд и една макотрпна работа и вложување на цело семејство, значи. И од татко му и има двајца браќа кои што уште од мал почнаа да го... Да. Да, сигурно? Да. Тоа ми се допаѓа, да. И покрај тие успеси преку специјална олимпијада има вежба и карате тренира и исто така добитник на 2 златни медали во Кати, значи надпревар во Кати, на Олимпик Оупен што се одржува овде кај нас во Македонија. Ги наброивме многуте награди. Па има, Грац, реков, сега оваа олимпијада, зимската олимпијада во Торино, преубаво. Еве, јас бев неколку дена. Еден ден вака ќе се гордеете со Стефан и дека ќе зборуваме еве вака и ќе ги кажуваме неговите успеси. Секогаш, нели, како родител, сакаме да постигнеме, нели, резултати, меѓутоа тоа некако подсвесно, скептички некако не веруваме, не баш, да. А денес веќе, да, баш сум горда. Честува така, пак ќе повторам, на многу настани, културни, па сака ли тој ја пројавува, значи не може, значи за сите овие работи Стефан си пројавува желба и сам сака, оди редовно на тренинзи, значи не отсуствува, освен нели кога има причина. Така да, значи, тој стварно сака тоа да го работи и мислам дека кога си има желба... Па да, тоа е наслов од сите со Даунов синдром, колку може да бидат успешни во остварување на своите соништа. Мислам дека на сите, ако им се даде од останатите, фер шанса, би постигнале некои резултати, секој во своите граници, меѓутоа сепак тоа е нели постигнат резултат. Ама за жал кај нас институциите се многу затаени. Само за 21 март, еве, јас зборам за лицата со Даунов синдром, меѓутоа и со другите исто. Тогаш оваа година ни сега немаше ништо и минатата, мислам дека ништо немаше. Никаква помош, значи никаква, ништо.
Тоа не знам, тоа специјална олимпијада си ги организира, нели раководството на специјална олимпијада си ги организира сите тие трошоци за децата. Меѓутоа сите тие одења на тренинзи, плаќање паркинзи, дури не сме ослободени ни од паркинзи. Да. Се е тоа губење не е губење на време, меѓутоа треба да отсуствуваш, да оставиш нешто, И вие се пожртвувани во сето ова што ние сега во овој резултат го гледаме од Стефан вложени максимално, согласно тоа дека како мајка верувам. Сакате да дадете се за своето дете да биде среќно. Точно, секој родител сака. Меѓутоа има, еве да спомнам, родители кои што некако ги кријат децата. Со Даунов, па и воопшто и други попречености, да. Мислам дека повеќе се вртат, да не речам скоро исти деца кои што почнале од мали носе, па и сега повозрастни, повеќе се тие се гледаат. Почнуваат нешто сега некои помлади родители, меѓутоа тоа е многу малку. Еве еден пример дека Еве еден апел дека не треба да се да се кријат и да се И потребно е, потребно е жртва и вложување и откажување од многу работи за да се постигне се ова. Сега да ја дадеме малку простор на Биле. Таа си ужива и си се гушка со Стефан. Не те забораваме, не се грижи. Тука си исто да ни го разубавиш утрото и со твојата појава и со твојот глас и со твојата љубов која што ја носиш и поготово колку ја имаш кон дечињата со Даунов синдром. И како те гушка Стефан и колку те сака Стефан, многу ја сакаме Биле, така? Да. Сега он ќе покаже, си имаме ние знак. Да? Стефан, кажи Ајде да видиме како. Биле. Ето, тоа е она што на сите ни е потребно ова време да се гушка, се разбира и љубов многу да ни биде посветено, но и ние да ја возвратиме така. Јас, она што се воодушевив ова утро, тој дојде кај мене како едно прекрасно ангелче и ми ја бакна раката. Па мене тоа ми се нема случајно, јас не знам колку време, морам да си признам, да. Меѓутоа, многу ти благодарам што ми го разубави на таков начин ова утро, колку си ти, по тоа се гледа и колку е воспитан, така. Работите и од таа страна, тој да ги покажува своите квалитети од дома. Мама и тато како што те учат и како треба да се однесуваш, секоја чест за нив. Биле, покрај Стефан и со останатите дечиња со Даунов синдром си многу често. Што ќе кажеш, еве за? Микрофонот само да не заборавиме. Јас имам, мислам. Да, добро, борете. Ова е на Стефан. Јас, значи, со дечињата со Даунов синдром, се запознав преку една моја пријателка, Вики Сековска, пред 7 години. И тоа беше за мене едно невообичаено доживување, бидејќи никогаш во животот не сум видела на едно место толку искрена љубов и енергија. И после тоа си почнавме така со поинтензивни комуникации. Еве и со мама како се гушка. Значи, они имаат една искрена љубов. Значи, вие приметивте кога дојде, Стефан ве гушна, ве бакна. Значи, ја имаат најискрената љубов и најтоплата прегратка. Камо да ја имаме сите ние на таков начин, или како што ги имаат овие дечиња. Па светот ќе биде рај за живење. Па, да, тие баш се посебни по тоа. По таа непосредност, по таа искреност, и по таа топлина. Значи, тоа е нешто што не можете да го видите кај останатите луѓе. Значи, по тоа се посебни. Само по тоа. И знаат исто така да бидат најчестните. Нема кај ни флага, нема, да. Кај нив е све искрено. Поточно кај нив, кај дечињата со Даунов синдром, кај луѓето, еве да кажеме и со Даунов синдром, се оние највисоките квалитети кои што еден човек треба да ги поседува во животот. Така. Тие ни се пример како треба да се функционира и што е она што треба да го пружаме еден на друг, а тоа е пред се искреноста и љубовта. Така е, токму така. Камо да ја имавме. Камо да имавме, ама затоа јас, кога ќе се видам со нив, се полнам толку со позитивна енергија и толку ми е убаво на душата, рај, значи, се смирувам. А Стефан си е јавна тајна дека мене ми е слабост. Да, и ние си се слушаме, си разговараме
разговараме на телефон, си пуштаме пораке, си се дружиме, си танцуваме исто така, си пееме заедно. Тоа е смислата на животот. Кој танцува најубав, Стефан? Ја и ти? Били танцува најубаво? Биле и Стефан. Били и Стефан Биле и заедно, Стефан, да. Браво, браво, И он како Стефан. прав джентлмен ке дојде, ке ме покани и ние си танцуваме заедно. Так. Стефан и другите што се членови на Сдруженијето Трисомија, на Сдруженијето за лица со Даунов синдром, редовно ние си ги покануваме на сите настани во Феникс и тие исто така нас не покануваат на нивните настани. И си се дружиме. И да ви кажам право, секој нивни настап, значи имаат настапувано со првиот настан мислам дека беше со песни, имаат настапувано исто така со танц, па ние сме биле гости на нивни театарски представи. Стефан многу убаво свири на тапан, морам да ви кажам. Плюс и на ни сека прави ова неверојатни забави. Па Стефан, ти имаш многу таленти. Па он е мултиталент. Да, мултиталентирано дете. Баш имаше тука и Да, некоја браво, фотографија со тапанот. Глумат. И сега, да не заборавиме, оваа година на Василица која беше, ние си кршевме тамо паричка, и види. Да. И ајде сега, како да не се чувствуваш убаво? Да. Невозможно. Посебно е Не било сува злив. толку позитивна и преубава една енергија, да. полна со љубов. И оваа година јас ќе си се пофалам, зашто стварно сум среќна ради тоа, сум си кума за следната година за Василица. Нека е за убаво. Паричката си беше кај мене. Нека е за убаво. Да. Многу ми е драго што одвоивте време да ни присуствувате, да бидете дел од нашата утринска програма. Стефан, многу се радувам што беше вака наш гостин, затоа што 21 март го одбележуваме денот. Еве, мама кажа и неколку апели до институциите да ви подадат рака за сето она да ви помогнат, зашто е потребно најмногу, така? Да, би сакала и уште нешто да кажам. Секако. Еве за Сдруженијето за сите родители кои што имаат деца со Даунов синдром, па и лица повозрастни. Јас сум еден од основачите на тоа здружение и во управен одбор. И стварно сме многу активни од самиот почеток. Се вложуваме, прво почнавме сами родителите да организираме настани, така, и работилници, па мислам дека и први почнавме да делиме мартинки за среќа на 1 март како една, нели така, еден символ за среќа. Подари мартинка, подари среќа и љубов. И многу други работилници, сега веќе сме многу поактивни, организираме изложби. Убаво е родителите и да дојдат, да видат како се работи, колку повеќе детето е вклучено во такви настани, толку повеќе социјализацијата е поголема и детето е посамостално. Посакувам уште многу успеси, да сме живи здрави, да се гледаме еве за Стефан со следните негови надпревари, да дојдеме тука да се пофалиме, но тој се одлучи книгите на Биби да ги поделиме на двајца гледачи заедно за Скопје, но со оглед на тоа дека немаме време сега толку многу да ги вклучиме, јас ќе кажам можат да се јават слободно во режија. Ова е преубава книга за Скопје, поготово за оние веќе си кажам старите Скопјани. Да не биде некој натурализиран Скопјанец, да. Убавината му ја дада и Трисомија, значи беа фантастични. Нека се јават во режијата и ќе ги доделиме овие две книги на двајца наши гледачи. И тие се од Стефан. Од Стефан, така. Од Стефан подарок за гледачите. Стефан, ќе се видиме повторно. Да. Ќе се гушнеме сега и ќе се поздравиме ние таму каде што треба. Тука ќе се одјавам со разговорот, уште еднаш големо благодарам што ни го разубавивте утрото, па се гледаме повторно. Благодарам и на вас.